Драги гледачи, ова утро зборувам со физиотерапевт на тема ишиалгија или ишиас. Денеска со мене е физиотерапевт и специјалист за коригирање на телесни деформитети. Ели Стојановска, добро утро до вас. Имате и модерна апаратура која што може на оние гледачи кои што не следат, а ваши пациенти кои што имаат проблем со ишиалгијата, токму тука да ги поминат тие болки полесно. Добро утро до вас. Така е. Добро утро и од мене. Денес на кратко ќе му објасниме на гледачите малку повеќе за лумбоишиалгијата. Лумбоишиалгијата е состојба која настанува со болка во долниот дел на грбот или лумбалниот дел кој што се шири по должината на ногата. Оваа состојба е резултат на ишиалгичниот нерв кој всушност е притиснат нерв и истовремено е и најголемиот нерв во човечкото тело. Или ќе ни кажете повеќе за причините, но и симптомите на ишиалгијата. Да слушнаме зошто доаѓа до таква болка. Вака. Најчести симптоми за лумбоишиалгијата се силна и остра болка во лумбалниот дел, која што се шири по должината на ногата. Пациентот исто така чувствува и трнење на прстите на нозете, слабост во мускулите, неправилно движење и отежното движење. Или колку се важни годините? Дали повозрасната генерација има ишиалгија заради годините или заради, како што рековте, постојано во иста положба, па со годините си се таа болка природно си доаѓа, или може кај помлади да се јават кои што пак немаат и таа некоја седачка постојана положба? Значи, најчесто лумбоишиалгијата се појавува кај повозрасните лица. Кога зборам кај повозрасните, мислам на лицата над 50 години, но денес нема правила. Значи, оваа седечка позиција пред компјутер доведува до лумбоишиалгични болки дури и кај многу помлади лица. Значи, ние имаме и пациенти што се и на 25 години веќе со силна и остра болка во кичма. Сакав и претходно да ве прашам, бидејќи лумбоишиалгија постојано го зборувате, дали исто ишиалгија и лумбоишиалгија? Дали станува збор за истите симптоми, односно истата состојба? Да, тоа е една иста состојба. Така, добро. Или кажи ни околу апаратурата. Споменавме на почетокот дека имате апаратура која помага за полесно да се пребродат болките кај ишиасот. За каква апаратура станува збор? Значи така, ние во нашата ординација пристапуваме кон индивидуализиран третман за лекување на дискус хернија, што се со цел за намалување на болката, подобрување на подвижноста и спречување на повторни епизоди. Најголем акцент од физиотерапијата и од современата метода на третирање би дала на декомпресијата. Всушност, со декомпресијата доаѓа до контролирано истегнување на самиот лумбален рбетен столб, кај што доаѓа до ослободување на нервот и враќање во нормала на дискот. Меѓутоа, декомпресијата секогаш ние ја комбинираме со некоја друга метода. Во случајов може да ја скомбинираме со високоинтензивен лазер, супериндуктивен систем и класична физикална терапија. Класичната физикална терапија на сите ни е многу добро позната, затоа малку повеќе би се задржала на супериндуктивниот систем и високоинтензивниот лазер. Супериндуктивниот систем работи на база на магнетно поле со зрачење од 3 тесли, каде што продира длабинско во ткивото, каде што го стимулира нервот и го намалува спазамот на мускулите. Додека високоинтензивниот лазер тој влегува во ткивото до 10 см, каде што со неговите зраци ја намалува болката и служи за репарација на нервот. Колку третмани се потребни? 1, 2, 3, 10 третмани или тоа зависи од состојбата на пациентот? Зависи од состојбата. Првично морам да напоменам дека оваа метода на примена се применува и во акутна состојба кај пациентот, затоа што најчесто кога пациентот е во акутна состојба не се препорачува физикална терапија, меѓутоа со оваа метода се препорачува и во акутна состојба и третманите се најчесто од 8 до 10 третмани. 10 третмани кога пациентот веќе е во акутно хронична состојба, но сметам дека и со 8 третмани ние веќе завршуваме работа. Дали тоа значи после тие 8 или 10 на третмани за секогаш ќе исчезне ишиалгијата или се повторува? Значи така, ова е состојба каде што и самата физикална терапија всушност не е операција, каде што веќе ние сме го завршиле проблемот и готово веќе нема да се појави. Дури ни после операција никој не може да ви вети дека повторно нема да се појави истата состојба. Значи ова е состојба каде што секојдневието всушност ни го нарушува болката и доаѓа до болка.
Значи, физикална терапија се применува на секој 6 месеци. Значи, све што правиме ние е за намалување на болката до исчезнување за одреден временски период. Значи, ако пациентот прави на секој 6 месеци физикална терапија, до одредена степен се регенерира нервот и повторно на 6 месеци се прави терапија. Откако ќе се заврши тие 8 третмани, ние секогаш пациентот го насочуваме да продолжи со физичка активност, значи ние му предлагаме вежби кои што ќе се ги применува во домашни услови, пешачење исто така, се со цел да не се појави болка во блиска иднина. Сега вака, значи ние препорачуваме на 6 месеци, но ако пациентот се придржува по нашите правила, ако постојано вежба, применува медицински масажи од време на време, физикалната терапија ќе ја сведеме на минимум од 1 година. Совети за крај или, бидејќи објаснивме за симптомите, појавата на ишиалгијата, ишијасот, нели рековме тоа едно исто, апаратурата ја објаснивме како изгледа, безболно е, дека нели после одредени третмани може да се намали болката, но не за секогаш, кажавме, исто како и другите физикални терапии. Совет, дали ете рековте доколку има некој со професија кој што мора постојано да седи, истегнувањето, станувањето, правењето пауза, што да се направи за да не дојде до ишиалгија? Значи, како што кажав, дека најчесто лумбоишиалгијата настанува од таквата седечка позиција или недоволна физичка активност, најдобро е во текот на секојдневието, во текот на работниот ден, пациентот да станува барем на секој еден час, да си наоѓа причина дали да се напие вода, да се прошета, да си направи некои вежби за истегнување во текот на денот, едноставно физичка активно, едноставно да стане и да направи нешто, да самото тело не биде 8 до 12 часа во една иста позиција. Затоа што колку повеќе е во таква состојба, толку повеќе се влошува состојбата и страда ишиалгичниот нерв. Еле, јас ви благодарам за одвоеното време, за овој интервју, советите кои што им ги дадовте на нашите гледачи. Ви благодарам и вам.